Македонија и на соседите. Можеме да речеме дека бил визионер, како што е евроинтеграција. Да, само би сакал оно што го рековте за што се бореле македонските дејци. Во тој поглед, ако почнеме во таа организирана борба, затоа што и претходно имате борби, Разловечко христијанско востание, буни, се тоа, меѓутоа ова е почеток на организираната борба на македонскиот народ. Тие основоположниците на македонската револуционарна организација со нивните идеи за автономна Македонија, дека во организацијата може да бидат само македонци од Македонија, да не можат да влегуваат туги елементи од другите држави и дава една специфика, што значи дека од тогаш почиња тие никош не се откажале од името Македонија. За нив татковина е Македонија. Тие не зборуваат за никаква друга татковина освен Македонија. Исто така тие се македонци. Значи, се македонци, има и бугари, меѓутоа во основа вие ќе слечнете разни именувања, затоа што треба да имаме во предвид дека се работи за пропаганди во Македонија. Меѓутоа основната идеја која што е од генерација во генерација, затоа што условите во кои што делувале они се едни, после доаѓаат други услови, доаѓаат трети. Меѓутоа основната нитка на тој процес на еволуција или револуција што имаме, што се случувал, е Македонија и македонци. На крајот тоа се ефектуира со 1944 година. Ова што го зборува господин Оченто. 1944 година, на 2 август, се формира македонската држава. Со формирањето на македонската држава, таа гарнитура која што ја формира, се луѓе во кои што поголемиот дел не се комунисти. Тоа се луѓе кои што целиот свој живот го поминале во борба за обединета, самостојна и независна Македонија. За време на присуството на ВИС, кога разговараат со Тито, Ченто е незадоволено да разговорите, затоа што на прашањето за обединување на Македонија, Тито и Националниот комитет заземаат став дека тоа прашање не може да се поставува акционо, туку само пропагандистички, само за пропаганда. И Ченто кажува дека тоа е диктирана, тие не се договориле, него добиле диктат од Тито. Меѓутоа, на 2 август, по формирањето на државата, од 2 август до 28 декември 1944 година, Президиумот на АСНОМ презема активности на самостојна и независна држава. Значи има еден период од август, септември, октомври, ноември, декември, кога се преземаат активности со Албанија, со Бугарија, на ниво на меѓусебни преговори во поглед на економија и тоа. Тоа го разбираат во Белград, Тито и другите, и на 28 декември 1944 година се одржува второто заседание на АСНОМ, кога се испратени од Белград Кардель, Светозар Вукмановиќ Темпо и други српски раководители. Најповикан сте дадете одговор на прашање, дали Македонија е рожба на Коминтернато? Не. Видите, на работа зборуваме ние од 1893 година, а и предходно. Видите, до 1870 година немате никаква дилема во однос на оно дали овде живееле македонци. Во сите документи, сега имавме симпозиум, државме 3 дена за македонскиот идентитет и историјата. До појавувањето на бугарската екзархија и на формирањето на бугарското кнежество, вие немате никаква дилема во оноа, во сите документи се зборува за македонци. Меѓутоа, со навлегувањето на пропагандите, почине да се цепи етничкото ткиво на македонците. Значи, тука почине више оној раздор, кој што, дајде да не речам, и дури денеска се уште не можеме да се ослободиме од тоа нафилства и да се делиме. Значи, нема никакви дилеми во тој поглед. Нема никакви дилеми. Самиот континуитет на тој процес, што Коминтерната само го утврдува постоењето на македонската нација. Ништо друго. Коминтерна, зар вие можете со декрет да донесете постоење на некоја нација? Ве нема и од еднашка имате декрет што вика од утре вие сте македонци. Тоа е апсурд. Апсурд. Прво, не можете да направите нешто што не постои. Значи, ако не постои, и денеска велам, ако не постоите како што викат грците, зошто ве негираат? Оно што не постои не се негира. Значи, тоа не постои. Пак ќе речам, зошто сакаме во вечерашната емисија да е како заклучок и на крај да упатиме порака до сите тие кои денеска не биле.
да беше причина да речам зошто господин Зоран Тодоровски, професорот, кој јас му честитам од моје име, од името на Гласа на народот за наградата 23 октомври. Значи не дојдовме на ова прослава бидејќи е дадено повторно некој партиски војник. Дали треба да се наоѓа нека причина за да не бидеме на свечен настан, на еден миг кој треба секој да се радува. Сега, дозволите, затоа не случајно ве праша бидејќи сте најповикан професор, сте доктор по историја. Дали Македонија започнува да живее и да се дефинира како држава со 2 август 1943 година? Па добро, мислам дека тоа беше еден период. Дали треба да забораваме на првата Балканска република? Не, видите, никако, видите, ја реков, тоа са мегници во македонската историја кои што се неизбришливи од колективната меморија. Вие не можете без 23, не можете без Илинден. Вие не можете без, да речеме, вториот Илинден. Но дали историјата ја правиме по желби? Не, мислам дека не ја правиме по желби, мислам дека треба да се ослободиме од тоа. Знаете, кога беше едно време политиката, кога ќе почне да се меша во историјата, тогаш немате историја. Тоа беше еден период, мислам дека во овие 17 години многу работи се избистрија. И го спомнавте колегата Зоран Тодоровски, за мене тој ја доби наградата, ја му честитам затоа што сепак тоа е државна награда, за таа награда стојат една цела дела, меѓутоа историја. Честитам и на останатите. Да, и на останатите добитниците. Мисля, меѓутоа основниот проблем е што вие новинарите имате некоја настојувате да направите сензационалистички, а никој од новинарите не дојде на симпозиумот што имавме 3 дена за македонскиот идентитет да го слушни рефератот на Зоран Тодоровски. Знаете, сега ви се ве прашуваат за нешто, а никој не дошол да види какви ставови он застапува. На симпозиумот. На симпозиумот имаше реферат кој што немаше, читам македонска линија, немаше ништо дискутабилно. Но зашто се сатанизират? Па видите, тоа не изгледа некако во не знам како. За сатанизацијата не знам зашто доаѓа. Дали тоа е проклетие? Го спомнавме Тоди Антонов Ченто, кој е еден визионер за Македонија, знаеме која судбина и каква судбина. Не сакам да верувам во проклетие затоа што тоа више може да ви влезе као митска категорија, па може многу тешко се ослободувате од тоа. Мислам дека тоа е како да го пресечеме? Пред се, тој синдром, тоа диво месо. Самите ние треба тоа да го направиме. Вие тоа го правите. Пазите, тоа е работа на политика. Ченто настрада од политиката. Настана од луѓе кои што беа македонци. Пазите, тој настрада од луѓе што беа македонци, кои извршуваа некои директиви од дозгора, и тој настрада токму поради тие луѓе, затоа што беше за Обединената независна Македонија, македонци да раководат, и никој не се меша во работата на Македонија. Меѓутоа, тоа не му се допаѓаше на некој. Од централата стигна директивата со тие луѓе да се расчистува поединечно, овде не беа само Ченто, тоа овде беа и да речеме Михаил Апостолски, Шатев, сите тие луѓе. Како да ги дефинираме политичарите кои своевремено дали да се чуваат гожата вели јас сум честен булгарин, значи а потоа да биде прв човек на држава или да бидат во челните позиции? Да, еви, за вас па и професорот може. Не знам за кого се... Па имаме политичари кои своевремено, времето на окупацијата, нели, на терор, или тоа беше борба за опстанок? Видете, тоа е, знаете како, во такви услови не можеме да зборуваме дали без разлика на сето тоа. Без разлика на сето тоа. Тие луѓе се чувствувале и така. За мене е битна крајната цел. Крајна цел, меѓутоа таа крајна цел кога дошле тие на власт да го реализираат, сето оно што било, тие луѓе биле македонци. Тие луѓе и наштетиле на македонците. И денеска сега што зборуваме, повторно ние македонците правиме нешто што дали може да се трансформираме во миг денеска сум македонец, за 24 часа сум бугарин, потоа сум албанец и така натаму. Значи, па и Василки поставам прашање што правиме што правиме со овие што земаат сега бугарски пасоши, дали тие може дали тие се македонци или може да се трансформираат после тоа кога ќе влеземе во Европска унија постојано да станат македонци. Што правиме со тоа? Токму таа тема ние ќе третираме. Ние зборуваме за период во Втора светска војна, кога никој не можел да биде друго освен бугарин. Ние имавме колега од Бугарија кој што зборуваше дека кога доаѓа бугарската власт не ве прашува што сте, автоматски ве заведува као бугарин. Нема овде никакво чувство вие да кажете. Меѓутоа, ако сами се дефинирате без да ве запиш, професоре, кажете ви, можете.
Добро, го сослушав колегата и сакав да спомнам за тоа вие што начнавте за заменето на странското државјанство. Ајде за дивото месо. Тоа што наистина не може. Како да се ослободиме од тоа диво месо? Еве насловот на Горан Стефановски го употребил. Само дозволете. Едно е да земе обичен човек, обичен граѓанин заради ваква и онаква состојба во која се наоѓа бугарско државјанство. Сосем е друго да земе висок политичар, како што беше Лјупчо Гергиевски. Тоа е добро. Значи, премиер на една држава